Во оваа прилика сакам да се обратам и кон нашите сограѓани албанци во Македонија. Зоран Заев, кон вас се однесува исто како и кон нас, македонците, и мисли дека може да ве поседува кога тој заедно со Ахмети ќе одлучат за тоа. И не е само Заев виновен, туку во тој однос на политиката кон заедниците се сгреши уште од самиот почеток. Сите ние со годините си градиме свој патриотизам. И еве не 30 години стоиме во место, тапкаме без напредок. Иако и македонците, и албанците, и турците, и останатите си ги пакуваат куферите да заминат. И во исти соништа веруваме. И не поради тоа што не се разбираме едни со други. Обичниот човек одлично се разбира. Туку конфликтите доаѓаат кога политичарите за своји лични интереси го раскаруваат народот и му наметнуваат поделби. Заев во зборови е одличен разбирач на проблемите на албанците, а во пракса не прави ништо за рушење на зидови. Кога ќе му загинат 14 луѓе во Тетово, како мува без глава ќе избега низ ходникот на болницата, партнерски со Дуи, затоа што не можат да го погледаат народот во очи. А болката е подеднаква за сите. Затоа ова се избори кога граѓаните можат да им кажат на сите од власта што мислат за сите афери, за сите скандали, за сите измами кои власта ги направи досега. Мора да се направат промени во однесувањето на сите, буквално на сите во државата, и да се создаде на нова, поинаква, подобра иднина за сите. Иднина на развој, просперитет, ред, напредок, подобар живот, иднина на промени, проекти и победи. Создади нова иднина, промени, проекти, победи. Заокружи 7.